Јас сум Теодор Алексов, единствениот специализиран тренер за герила маркетинг во Југоисточна Европа. Она што е особено битно да го знаете во врска со обуките кои што ги држаме, дека тие се след на долгогодишно искуство на обучени преку 3000 учесници и сведоштва од компании кои што потврдуваат дека имаат ефекти обуките кои што ги спроведуваме. Преку искуствата на водење на мокни брендови од типот на Боз до Давидов, барем од тутунската индустрија, како и Хјулит и Пакард од IT индустријата, и по сертифицирањето со герила маркетинг сертификатот, можам да потврдам дека ефектите барам во обуките три кои што ги држам за Triple S Group, тоа се обуката за услуга кон клиенти, ефективна комуникација и секако герила маркетинг. Ефектите во тие три области може да помогнат и вие, вашиот бизнес, да го напредите, да остварите изворни резултати во наведените три области. Во моментот работам како стручен соработник, консултант за Triple S Group во наведените три области. Главниот лајт мотив на овие пола час е како со изворена услуга да остварите супериорен профит. И тоа е еден од новите концепти, иновативни концепти, ќе го објасниме барам колку што имаме време во детали. Јас сум Теодор Алексов, дел од тимот на Triple S Group, како специализиран тренинг, заложен за тренинзи во делот на ефективна комуникација, услуга кон клиенти и герила маркетинг. Сте се прашалали кога ќе ги имате дефинирано вашите средства за работа, ајде да кажам компанија, канцеларии, филијали, кога ќе дефинирате производ, цена, квалитет колку што е возможно ќе го одработите, доколку не идат како што очекувате продажбите, перформансите, на што помислувате, каде е проблемот? Анализите кажува дека минимум по точка 1 треба се прашаме дали нашите луѓе вработени на терен се на ниво на таргетите задачите, да не кажам. Дали сме дефинирале, дали се размислувале што е мека реалност, што е тврда реалност на компанија. За овие потреби, практично кажано, без академски дефиниции, меката реалност е синергија, резултанта од сите односи и однесувања на човечкиот фактор во компанијата. Во тој контекст, меката реалност управува со тврдата реалност. Тврдата реалност ќе претпоставите панданот на софтвер, хардвер. Во срцето на меката реалност, барем гледано во однос на екстерните субјекти, клиентите, купувачите, е самата услуга кон клиентите. Услуга се доврза нормално на продажбата, тоа веројатно ќе го објасниме во рамки на другите презентации. Само на кратко ќе истакнеме, ако продажните вештини ги дефинираме како техника, услугата е диаметрално спротивниот момент, е чувството. Има многу анализи направено на оваа тема, особено пошто е во жижата на интересот веќе. Се повеќе македонски компании, како единствен начин да се борат со конкуренцијата е стратегијата на услугата. Бидејќи спуштањето од цени нема крај, квалитетот, барем од одредени индустрии, горе-доле е тој, останува минимум човечкиот фактор како се спорачува услуга да се оптимизира. Што вика првата анализа? Истражувани се 362 компании, утврден е следниот статус, дека 12% од компаниите испорачуваат неприфатливо ниво на услуга. 29% испорачуваат подпросечно ниво, просечно испорачуваат 38%, надпросечно 18% на ниво на World Class Service, само 3% од компаниите. Фокус само на следниот момент. Колку е тоа драматично од другата страна. Кога биле прашани самите клиенти какво е вашето купувачко искуство во тие 362 компании, само 8% истакнале дека имале изворедно купувачко искуство. 80%
биле многу под просекот. Што се случи во меѓувреме, барам во делот на купувачи и однесување customer behavior и така натаму. Купувачите во однос на, дајде да кажам, претходните 10-15 години се променети, исто како што се променети и продавачите. Клиентите повеќе не се изолирани. Тие се поврзани, тие комуницираат помеѓу себе. Комуницираат со комшија, со клиент, со колега. Во превод не можеш лесно да продаваш нешто несоодветно повеќе од еднаш или два пати. Луѓето се информирани, знаат што треба да добијат за своите пари. И оно што е главниот момент, особено денес, клиентите повеќе не се пасивни, туку се активни или би додал проактивни. Што значи тоа? Што значи проактивен клиент? Најбитниот момент. Ако вие не сте доволно добри, он нема да биде пасивен. Он има избор. Ке ве шутне, ке ве замени со некој друг, што на подобар начин ќе му испорачи услугата или производот. Кога имаме делумна услуга, значи сме посветили на некои одредени фактори, имаме малце поинтензивен профит, поконтинуиран профит. Видите го екстремот. Кога имаме одлична услуга, профитот до некаде има континуитет, меѓутоа, се дека не испорачаме услуга за паметење, профитот нема да не изненади. Што значи услуга за паметење? Ние тоа го викаме вау услуга и сум го предавал на обуките до сега. Вау услуга е чувство на изненадување и воодушевување. Токму кога што треба да услугат. Вау услуга изискува, повлекува и вау профит, нели кажано колоквијално. Како тоа се инсталира во компанијата? Како систем. Еве еден графикон, ајде да кажам, подалба на процесите врзани со услугата. Имате, ајде да кажам, леер, ниво, сфера, која што се грижи за човечкиот фактор во компанијата. Минимум HR, како најповикам. Во рамки на тоа ниво, веќе имаме зона на наблюдување, каква ни е нашата интерна услуга. Бидејќи на крај ќе видиме дека, колку и да звучи, ајде да кажам, премногу теоретски, како се третирани внатре вработените, толку им даваме шанса или ги оспоруваме, ги ограничуваме да испорачаат суперирана услуга на терен. Интерна услуга, како менаџерот го третира вработениот. Како се осмислени, дефинирани тие процедури и правила на однесување, наградување, стимулирање, казнување и така натаму. Од квалитетот на интерната услуга произлегува задоволството на вработените и тоа е мерливо. И ќе видите, кога ќе се направат оние, ајде да кажам, пресек на сите анализи направени до сега, задоволството на вработените е во директна релација со задоволството кај купувачите. Задоволството на вработените понатаму резултира со задржување на вработените. Се мисли на помала флуктуација, која вложуваме во еден човечки ресурс, нас ни одговара при соодветна перформанса на тој ресурс да остане што подолго во компанијата. Тоа гарантира континуитет, тоа гарантира крива на учење. Следното ниво, следната сфера на анализа, окружувањето на клиентите приметува дека и од задржувањето на вработените, и од продуктивноста на вработените се детерминира вредноста на екстерната услуга. Тие се факторите, нема други. Како ме доживуваат на терен, а како ме доживуваат исклучиво преку тој што е пред мене кога комуницирам со компанијата. Зошто услугата е директно врзана со бизнис перформансата? Има анализи кои што ти кажуваат колку процентот на задоволство на вработените, ако го зголемам за 10%, колку ќе се покачи задоволството кај клиентите и купувачите. Тоа е левериджот. Таа е равенката, тоа е лостот, нема друго. Претходно ви кажав, извонена услуга е вау услуга. По-нашки кажано, барем на тренерски јазик. Извонена услуга што предпоставува? Испорачување на услуга која ги надминува очекувањата на клиентот,
Клучни аспекти се познавање на производот на услугата, веќе зборуваме аспект на вработениот што испорачува услугата. Познавање на кјушињата, на темните страни, светлите страни на производот на услугата. Познавање малтене на самиот производ услуга во самата матрица. Комуникација и говор на тело, како да звучи малце по инаква зона. Начинот на кој што се комуницира или заживува производ услугата во очите на клиентот купувачот многу битно како вештина на вработениот. Минимум тие 5, 10, 15, 30 минути на контакт на купувачот со вашата компанија, зависи дали тој повторно ќе се врати. Тоа е некојаш време од 2 минути, некојаш не е битно повише. Меѓутоа, исклучува тој прв контакт. Дали е спакуван како што треба тој прв контакт? Тоа се сведува на вештината на вработениот. Перцепцијата за успех на услугата кон купувачите е детерминирана од вработените кои можат да се прилагодат себе си на личноста на купувачот. Ова е вештина. Ова се обучува. Се обучува на тренинзи кои што ги правиме. Кога вработен во лабораториски услови на обука ќе му покажеш што го чека, како може да го реши вчерашниот проблем и како оптимално се решаваат низа на проблеми во даден сегмент, на терен е повикан тоа да го спроведе. Тоа е една од користите на клиентите што доаѓале кај нас. И тоа е придобивката барем за менаџерот кој што ги управува тие вработени. Ако не му даеш обука, не можеш да бараш од него. Ако му дадеш обука, равенката е таа. Еве како треба. Спроведувај, ќе ти унапредувам. Давај ми резултати. Ако не дадеш обука, во принцип е тешко да бараш. Може само да очекуваш дека ќе се однесува вака или онака. Во делот на услуга има интензивно разработување алатки и техники на услугата. Например, техника потврда на вложен напор, кога комуницираш со твојот клиент. Потврда за исход, како алатка. Позитивно затворање, како алатка за услужување. Заштитување на образот на клиентот, спаѓа во зоната на давање услуга. Невербална комуникација. Оно што купувачот го гледа кој дојде кај нас, минимум е на прво место, невербалната комуникација во првите 30 на секунди пред да почне разговорот, зборувањето. Разработување на невербална комуникација, вербална комуникација, метавербална комуникација, како се комуницира преку простор и така натаму. Битни работи што клиентите или ги доближуваат, или ги оддалечуваат од нас. И она последното, кога ќе вложива во нашите вработени, барем она што сакаме да го постигнеме како ефект, како исход, како резултат. Ние сме слушале за хотели со 5 звездички, па сега хотели со 7 звезди. Барем, кажано фигуративно, но и реално, може да се постигне услуга од 5 звезди, која ќе го осознаваме нашето работење во полн ефект, во сите контрасти, во сите појавни облици, кога ќе спознаеме сите грешки и проблеми, ќе имаме можност да ја добиеме оваа услуга од 5 звезди. Бидејќи ќе откриеме, нели со помош на агенција, со помош на агенцијата што застапуваме, Triple S Group, се утврдат проблематичните сектори, реони и аспекти на работењето. Тогаш е возможно преку обука се добие ваква една звезда која што ако приметите има вкупно 5 десетки, што е пандан на тие 5 звезди во делот на услугата. Ако сме сериозни да постигнеме, ајде да не кажам, изворедна услуга, неминовно е да се обучат вработените. Бидејќи ако не го направиме тоа, уште поскапо плаќаме неуспеси. Ако не го направиме тоа, на терен ќе се однесуваат нашите вработени кои што знаат и умеат, а тоа е лошо. Подарат им на вработените алатка како да прават пари. Да бидат посреќни и они лично и нормално компанијата. Ја бев Теодор Алексов, ви благодарам на вниманието и се гледаме на терен со вас, на обука со вас и така натаму. Имајте убав ден.